Наредниот викенд во Куманово ќе се одржи изложба на расни кучиња. Изложбата, како и претходните години, организира кинолошкото друштво Кинолог од Куманово, а во соработка со македонски клуб на Кавказски овчар. На оваа тема разговарам со председателот на кинолошкото друштво Марко Митровски. Марко, добро вечер, ти посакувам и добре дојде во студиото на Телевизија Плюс. Добро вечер, благодариме на поканата. Благодариме што дадовте можност да ја најавиме нашава изложба по широкиот аудиториум да слушне за нашиот кинолошки викенд кој следува на 17 и 18 септември. Така. Изложбата е предвидено, како што рековте, да трае 2 дена, 17 и 18 месецов. Ќе се одржи на спортските терени на градскиот кеј со почеток во 10 часот. Што е предвидено да се случува? Предвидено е да се одржат две посебни изложби на 17 и на 18 септември. Првата изложба почнува на 17 и завршува на 17, втората изложба почнува на 18 и завршува на 18. Во соработка со Кавказскиот овчарскиот клуб за кавказски овчари, тие ќе организираат специјализирана изложба за кавказски овчари во недела на 18 септември. Така. Кучињата ќе ги оценуваат реномирани судии од Македонија? Така, имаме покането повеќе судии од Македонија и од Србија. Тоа се искусни судии, меѓународни судии, пред се судење на европски и на светски изложби, така да ќе биде фер, коректно и се надевам дека сите излагачи ќе бидат задоволни. Така. Трае ли се уште пријавувањето или и како може да се пријават заинтересираните? Да, пријавувањето се уште трае, пријавувањето ќе трае до 15 септември, 00 часот. Може да се пријават сите кучиња што имаат педигре, тоа е расни кучиња. Пријавите идат исклучиво по електронски пат. Линковите за пријава ги има на нашата фан-пејдж страна Кинолошко друштво Кинолог Куманово. Таму има посебен линк за сабота, посебен линк за недела и посебен линк за специјализираната изложба за кавказски овчари. Очекувате ли присуство на гости од соседството? Да, очекуваме гости. Со искуството од претходните години, секоја година имаме гости од надвор, пред соседството од Србија, од Бугарија, имаме гости секоја година, минатата година имавме од Естонија, од Финска, од Франција, и оваа година веќе имаме добијано пријави од Србија, од Бугарија, од Грција, од Франција, имаме пријави од Романија, имаме најавено гости од другите држави, од Албанија, од Германија имаме стално секоја година пријавени излагачи, ги очекуваме и оваа година да дојдат. Така. Што е предвидено за најдобрите? Предвидени се награди за сите учесници, што ќе дојдат, што ќе подигнат пријава, а за најдобрите предвидени се пехари, розети за победници на раси, победници во група, победници на целокупната изложба, за млади, за зрели кучиња, пехари за сите победници бебиња, најмлади кучиња од 6 до 9 месеци. Сите категории? Сите категории ќе бидат застапени. Така. Добивате ли поддршка за реализација на овој настан? Да, имаме поголем број на спонзори, меѓутоа треба да се издвои општината, градоначалникот Максим Димитриевски кој ни овозможи терените да ги користиме, бидејќи тие се под општинска надлежност, финансиска поддршка добиваме од општината, генерален спонзор ни е увозник на храна Ројал Канин од Скопје. Сите добитници на бисови ќе добијат вреќе со храна за денот на изложбата. Инаку за наредната година веќе имаме добиено датум, тоест во септември, истиот датум 18 и 19, тоаш мислам дека ќе биде, имаме добиено меѓународна ЦАЦИП изложба. Се надеваме услов за таа изложба е да ова изложба да помине во најдобар ред, со добар број на кучиња, со добра организација и наредната година веќе да стартуваме со меѓународни изложби, каде што би имале повеќе излагачи од надвор, секако и од дома. Така, Марко, ти благодарам многу за гостувањето. Благодарам. И уште едно потсетување дека изложбата е предвидено да трае 2 дена, значи на 17 и 18 месецов, со почеток во 10 часот.